Читањето е секогаш важно во било кој сегмент од општественото живење, но и за било која годишна возраст. Преку читањето можете да дојдете и до одредена позиција или пак наградување, а најчесто можете да станете и лидери во одредена област. Со читање до лидерство е проект на фондацијата Чекор по Чекор, кој се поддржан инаку од USAID Македонија. На оваа тема за читањето и за стекнувањето на лидерство ќе зборуваме во продолжение во утринска на Телма со Ана Димовска од мојата десна страна. Добро утро. Добро утро. И Мајда Јошевска, исто така дел од проектот. Добро утро и за вас. Добро утро и добро ни дојдовте во утринска на Телма. Навистина ни е секогаш драго, особено кога имаме гости кои што имаат што да кажат и кога зборуваме за вакви проекти. Ајде најпрво накратко да се потсетиме која беше всушност целта на проектот Чекор по Чекор, од Чекор по Чекор со читање до лидерство. Така, проектот на USAID со читање до лидерство, кој што го спроведува Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор, се реализира веќе 3,5 години од 2013 година и главната цел на овој проект е да се проценат и подобрат јазичните и математичките вештини кај учениците од почетните оделенија, од формалното основно образование или поточно од прво до трето оделение. Тоа е оној прв циклус кога дечињата тргнуваат во училиште, кога ги стекнуваат основните вештини по мајчин јазик и математика. Понатаму работиме за да ги подобриме педагошките вештините за подучување кај оделенските наставници и целокупниот персонал во основните училишта и воопшто работиме на наградење, на подигнување на свеста кај целокупната јавност за важноста на овие основни компетенции од најмала возраст и како сите ние можеме да придонесеме на различен начин за да се гради култура на читање, писменост, јазична и математичка. Имплементација за сегана? Одлично оди. Значи, најпрво во 2013 започнавме да работиме со 60 основни училишта кои што беа избрани на транспарентен начин преку јавен повик од и рурални и урбани училишта од сите различни региони на државата, но понатаму значи на барање и во соработка со Министерството за образование и наука, проектот се прошири од минатата година на во сите основни училишта во државата, така што сега нашите активности се спроведуваат во соработка со сите основни училишта. Да, пред да преминеме еве и на останатите настани или пак проекти кои што се поврзани со читањето до лидерство, имаат младите еве навика можеби за читање на што е можно повеќе различни тематски содржини од повеќе области, нешто што еве спомена Јана уште од најмала возраст се стекнува, понатаму ве води кон одредено лидерство, нели? Да, мислам, она што всушност се трудиме да го постигнеме преку проектот е да се отворат младите и да всушност и да понудиме содржини кои што се со различна тема и кои што на тој начин освен што ќе понудат поинаков материјал за читање, исто така ќе на некој начин ќе ги отворат младите кон различни содржини, кон различни кон оние нешта кои што сметаме за кои што можда во моментот нема соодветна литература. Така што проектот и на тоа се освртнува. Сите оние теми врзани со демократски вредности, со пријателство, со... Имате еден проект кој што е насточен или пак целта му е да инспирира едукација, така? Да, тоа беше еден настан, всушност, кој што го организиравме. Традиционално фондацијата организира настани на годишно ниво, кои што треба да ги промовираат овие позитивни образовни вредности. Така што на 5 октомври, како и другото ден на наставникот и детска недела, беше одржан настан кој што го нарековме така Speech for Teach или инспирација за едукација, каде што различни луѓе од различни аспекти на образованието зборува за своите искуства и ги споделува своите лични приказни кои што требаше да ги инспирираат останатите за да практично да продолжат во она што го работат и да делуваат на оние места каде што најмногу се... Интересира дали имаше интерес што се однесува до овој настан и каква беше реакцијата воопшто на луѓето за еден ваков настан?
Така, имаше интерес. Ние традиционално секоја година, како што веќе спомена, секоја есен вакви настани, меѓу другото, бидејќи во есен е меѓународниот ден на писменоста, па тоа е фино го поврзуваме со содржините на токму на овој проект кој што го спроведува нашата фондација. Секоја година имаме нешто и да прославиме. Минатата година, например, промовиравме збирка колекција од 20 наслови детски сликовници, кои што и веќе имаме дојдено да ги промовираме и кај вас во емисија, а тие веќе се дистрибуирани до сите основни училишта и до сите јавни библиотеки низ државата, така што дечињата од почетните оделенија веќе ги читаат. Освен тоа, тие се достапни и во електронска форма на нашата веб страница и бесплатно секој може да ги користи, да им пристапи. Предпоставам дека има интерес, не? Да, има интерес и тоа се, како што спомнавме, најразлични теми, така, демократија, инклузија, пријателство, семени вредности, различни земји и култури и така натаму. Предходната година есента, значи, го отворивме реновираниот детски креативен центар кој што се наоѓа во просторот на Младинскиот културен центар Скопје, кој што повторно отворен за целокупната јавност и ги покануваме уште еднаш, ги потсетуваме сите училишта, сите родители дека може таму да дојдат со дечињата да го посетат, да поминат неколку часовно дружење, учење низ игра и забава. Така што оваа година решивме да направиме малку поинаков концепт и во рамки на проектот на УСАИД со читање до лидерство да направиме една интересна креативна конференција. Тоа е всушност Speech for Teach или инспирација за едукација, каде што, како што спомена Мајда, имавме 7 различни говорници кои што доаѓаат од различни профили, значи меѓутоа сепак зборуваа пред публиката за своите лични или професионални искуства поврзани со писменоста и со образованието воопшто. Така што тука ќе напоменам, би сакала само на кратко да и доловиме на публиката за какви видови на говори стануваше збор. Само во меѓувреме би ја замолил режијата да ги погледнеме и фотографиите кои имаме, кои што се дел од настанот. Да, значи, тука беше Небојша Мојсовски, еден од говорниците, кој што е директор на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, кој што сподели некои своји лични согледувања како можеме подобро да ги воспитуваме децата да не се плашат од порази и така натаму. Значи, тоа беа едни интересни, мотивирачки говори кои што и теми кои што се интересни за секој, не само оној кој што е во учителската фела, да речеме, туку бидејќи имавме шарена публика, значи беа и родители, представници од други образовни институции, наставници, така што беа теми кои што се интересни за целокупната публика. Анели, Мајда, многу ме интересира, имате ли некакви бројки генерални кои што укажуваат на тоа докаде е писменоста воопшто на населението, особено или кога станува збор од писменост од мали нозе и така натаму? Постојат ли бројки никакви? Во рамки на проектот, како што спомнавме, една од главните цели на проектот на УСАИД со читање до лидерство и да се процени почетната писменост, така што ние од 2013 наваму на годишно ниво правиме и студија за процена на почетната за процена на состојбата со писменоста кај дечињата од второ и од трето оделение. И истите тие резултати кои што ги добиваме во форма на препораки ги споделуваме со училиштата, со соодветните образовни институции. Станува збор за дијагностички алатки кои што ни помагаат да увидиме докаде е состојбата и што би можеле да направиме за да ги подобриме оние полиња, оние области кои што се малку покритични, кои што се малку потешки за дечињата, каде што ти имаат малку поголеми потешкоти, а што е она што го правиме добро. Така што се она што го добиваме од терен го излекуваме како препорака и го споделуваме со училиштата, со родителите, со образовните институции за да ја подобриме состојбата. Дека ги гледаме фотографиите, забележуваме дека има навистина интересни, можеби, комуникации помеѓу и предавачите и говорниците, но и помеѓу присутните во публиката. Спомена Ана, има дел ученици, дел се наставници, професори и од различни видови на сегменти. Спомена има шаренило во публиката. Така. Но и на сцена имавме. Или пак можеби најдобрите подпрашања или пак заинтересираност кај наставниците, но и кај учениците упатени кон говорниците?
Уште кога го најавивме кога го најавивме настанот пред да се случи, почнавме да добиваме огромен интерес. Голем број на луѓе се јавуваа во нашата канцеларија, бараа место повеќе за да дојдат на самиот настан. На наше огромно задоволство навистина имаше голем одзив. Околу 400 луѓе ни се приклучија дента на настанот, што всушност за нас е доказ плюс дека на публиката и се потребни вакви настани, значи настани каде што отворено зборуваме за предизвиците, но и за успесите. Бидејќи тоа беше идејата. Ние одбравме исклучителни представници кои што се талентирани во тоа што го прават и имаат што да споделат со публиката, да ја охрабрат и да споделат со неа дека има и добри практики, има и добри примери од образованието во нашата земја. Значи, како што кажав, тука имаше меѓу 7 говорници кои што беа од различни профили, од различни аспекти. Имавме практичари, значи оделенски наставник, имавме училишен педагог, училишен директор, наставник по математика, но на наше огромно задоволство имаше и 20 талентирани млади ученици, кои што веќе на своја 13 годишна возраст имаат со многу што да се пофалат и ние повозрастните во публиката имавме што да научиме од нив. А талентирани за што конкретно? Така, значи тука беше значи Маја Мишевска, која што е 13 годишен ученик од Битола и која што веќе меѓу другото има објавено 3 книги за деца на Амазон на англиски јазик. Тие веќе се достапни за продажба на Амазон. И Матеј Плавевски, кој што е IT првак по народна техника на градско и државно ниво и кој што е млад истражувач и веќе наоѓа алтернативни избори како да се бори, например, против климатските промени со помош на софтвер и дрон кој што ги користи и други разни изуми кои што ги прави се со цел да го олесни нашето живење. Одлично, да. Нови мислители. Нови мислители. И јас се радувам исто така кога има во младината нешто онака продуктивно кое што ева баш како што кажа Ана, можеме и ние да учиме од него. Мајда, во целиот овој настан се случува и одредени работилници. Така. Зашто конкретно станува збор? Значи, како што Ана спомна, еден дел кој што ние го премивме и го промовираме всушност во рамките на проектот и како дел од фондацијата е Детскиот креативен центар. Таму се одржуваат 4 работилници, кои што беа наменети едната за уредување на просторот за учење, односно така наречена стимулативна средина за учење, учење на лесни финти за илустрирање на сликовници, потоа имаше една презентација за користење на онлайн прирачник за позитивни практики и уште една работилница за изработување на дидактички средства по математика. Нашата цел во проектот секогаш е да се снајдеме со она што го имаме во околината, да можеме да направиме ресурс, она што може да се искористи апсолутно. И навистина учителската професија е таква да навистина со мала креативност може многу нешта да се искористат во поучувачки цели. Така што мислам дека тоа беше навистина постигнато за време на овие работилници, беа многу посетени, имаше навистина многу голем обрт на луѓе. Едноставно, како што Ана рече, вакви настани, таков тип на работилници се очигледно потребни, има интерес и кај оние што предаваат, и кај оние кои што и се родители или се во својство на родители дојдени, така што навистина и тој дел од настанот беше убав и беше посетен, сигурно. Да. Дали само во Скопје се случува овој настан или се случува низ цела Македонија или пак можеби сте или онака имате идеја да се прошири и низ други градови на Македонија? Одлично прашање, баш и на тоа сакав да се надоврзам понатаму во разговорот. Овие настани кои што традиционално еднаш годишно ги правиме како големи свечени настани, најчесто се во Скопје заради тоа што најмногу од логистички причини, заради просторот за организација и слично, меѓутоа тоа не ги спречува огромниот број на наши гости, соработници од територијата на целата држава да дојдат тој ден да не посетат во Скопје, но како што кажавме, проектот работи со сите основни училишта и нас не има на терен во
во голем број од нив. За таа цел имаме смислено и реализираме активности кои што се случуваат и во самите училишта, така што од 2013 наваму во рамки на овој проект го организираме и читачкиот караван, каде што соработуваме со голем број на познати личности кои што се омилени на најмладата популација, актери, спортисти, пејачи кои што заедно со нив одиме и читаме сликовници низ училиштата. Понатаму го имаме нашето патувачко комбе, библиотека на Тркала, кое што е специјално пренаменето возило. Веќе го имаме спомнато и кај вас во емисија и претходно. Полно е со книги, детска литература, сликовници, енциклопедии, математички игри и тоа веќе неуморно 3 години патува повторно низ целата територија. Да. Баш така. И најчесто може да не видите во училишните дворови, каде што сме паркирани тој ден, ги отвораме вратите на библиотеката на Тркала, дечињата заедно со нивните родители, наставници се добре дојдени да ги користат ресурсите кои што ги нуди библиотеката на Тркала. И досега имаме посетено над 130 различни локации, над 13.000 деца биле дел од активностите во библиотеката на Тркала и понатаму продолжуваме. Значи секоја училишна или локална заедница која што е заинтересирана да ги посетиме со библиотеката на Тркала, не контактира, ние договараме посета, а тука најмногу им даваме предност на локалните или училишните заедници кои што немаат библиотека во рамки на самото училиште, се оддалечени, рурални места, така што таму каде што нема библиотека, библиотеката оди кај нив. Да не влезе некој кај волано па да запали библиотеката. Да тргне со библиотеката. Така. Добро, еве некако пред да се поздравиме само зашто имаме најмногу заинтересираност или пак таленти кај најмладите? Што најмногу сакаат да изучуваат или пак кон што еве се најмногу талентирани? Од искуство овака не. Тоа е она и за кое што всушност се залага нашата фондација, фондацијата Чекор по Чекор се залага всушност за поттикнување на сите различни таленти на децата и за тоа дека ние како возрастни, како нивни едукатори, дали во улога на наставници, родители, останати членови од семејството и заедницата, треба да бидеме свесни секој пат будни да ги најдеме тие нивни потенцијали и да бидеме подготвени да им ги овозможиме сите возможни ресурси, стимулирачка средина за учење, за тие да можат да ги развиваат понатаму. Оттаму беше идејата на името и на проектот на УСАИД со читање до лидерство, кој што во оригинал на англиски е Readers are Leaders Project, меѓутоа нели на македонски ние малку моравме да го адаптираме кога го преведувавме на локалните јазици и всушност идејата позади тоа е не дека ние во она груба смисла на зборот лидери, дека сакаме да произведуваме лидери, туку дека секој оној може да биде лидер за она за кое што има интерес, за она за кое што има талент, меѓутоа наше како возрастни, како едукатори на најмладите да создадеме што постимулирачка средина и што повеќе можности за тие да можат да ги остваруваат своите потенцијали. Што убаво кажа. Ете, убаво и таман овде некаде да ќе го завршиме овој денешен разговор. Мајда и Јана, фала ви многу што бевте повторно дел од утринска на Тилма, секогаш е задоволство кога ви имаме овде. Само уште до кога ќе трае проектот? Има некаков лимит или? Така, со полна пареја продолжуваме до ноември 2017. Во тек се уште цела една година. Така, во тек се работилници, обуки за представници од сите основни училишта во државата. Во тек се активностите со библиотеката на Тркала, ги покануваме сите да ја посетат официјалната веб страница на фондацијата Чекор по Чекор, освен сликовниците, таму имаме голем број на прирачници за наставници, за родители, сите тие се достапни на користење, така што сите овие активности се во тек, ги покануваме сите да се приклучат. Така, супер. Слушате италијанска музика? Да. Ајде, нека го видиме. Во продолжение да ќе ве поздравиме со една италијанска композиција. Нема да биде ова Gente di mare tutti quattro tutti crediti. Туку ќе одиме со Нек и Уници, уживајте.